Kino sistem. Western Balkans EU sporta Sverige ekipa. Financial Times gleda jako je to zovati bistrike sam. Знаеш, не знам. Ама ја викам, говори не искам. Може да почнем? Може да. Почитувани, драго ми е почнеме новата сесија на предавање во школата за градна политика Мајка Тереза со професорката Гордана Цветановска-Давкова. Таа денеска ќе зборува за една тема која што на сите нам е битна. Насловот на нејзиното предавање е Западниот Балкан пред рубрика на патот кон ЕУ, актери и препреки. Јас не би должел многу во гледниот збор, туку би и дала професорката да ги изложи своите ставови и тези. Професор Текова. Да ви благодарам. За темава интензивно размислував пред 3 години изгледа ова е, бидејќи имаме заеднички проект со Парис Нантер. И тогаш насловот на мојот труд беше Западен Балкан, Western Balkans, ante EU sportas, where is the key? Мислам дека доволно материјал имам во меѓувреме, за да го актуализирам, ама низ призма на отсуството на соодветни јавни политики. Помнам дека Марија во докторатот јавна политика и јавна вредност извонредно дефинираше дека само онаа политика која создава јавна вредност може да се нарече полиси. За жал, кај нас, наместо полисис, имаме само политикс. И тогаш проблемот е сериозен. Зошто ја одбрав оваа тема? За да ве заведам, за да ве инспирирам, заедно да споделиме мисли за моментот што следи. И забележувате, секоја година ние го чекаме денот, извештајот и се прашуваме, значи дали ќе го пречекориме Рубикон, оти се чини дека основната теза играта на морков и стап, која главно се користи кај така наречените примери на терапевска демократија, а ние сме таква, како Босна, како Косово, беа игра на морков и стап, една детска игра, ама се чини дека морковите се изедени веќе, стаповите не знам дали или се искршени или можеби веќе имуни станавме на тоа и сега повторно чекаме да дојде октомври. Мотото некако или инспирацијата ми доаѓа од оно што Дарендорф го пишува дека може да подготвите устав за 6 месеци и тоа добар, ама јас гледам проекти на устави кога се прави устав, а не само еден предлог, кај нас тоа никогаш не било, вели дека може би за 6 години и може да се изгради, па и да се воведе пазарна економија. Деновиме читаме дека сме имале најлиберална економија во регионот,
ама за функционална демократија смета дека требаат 60 години. И сега 30 помина, не знам дали следните 30 ќе го чекаме годо, ама јас сакам денеска со вас да споделам мисли околу точно актерите и препреките. Зошто? Бидејќи, ако Хантингтон зборува за бранови на демократијата како големата вода ја замислува, и третиот бран на демократијата го врзува за она што се случуваше во Шпанија, во Португалија со падот на Франко, на Салазар, па продолжи во латиноамериканските држави. Не, колеги, меѓу кои Миодраг Јовановиќ од правниот факултет во Белград, од ЛСИ, и јас зборуваме за четврти бран на демократијата, правиме разлика. Зошто? Зошто на Западен Балкан, или ако сакате на Балканот, уште еден проблем постоеше покрај останатите, недостиг на демократска традиција, партизација и така натаму, тоа е, значи, хетерогеноста, етничка, верска, јазична и така натаму, што сама по себе не е воопшто фактор за крвавиот расплет, но беше плодна почва за национализам, дури и за малигнен национализам и крвав расплет на југословенската драма. И сега, што се случи тогаш? Одеднаш, значи, зошто се прашувам кога споредувам со Централна и Источна Европа, на портите на бивша Југославија, затропа јас велам богот Марс, ама вратата беше врата на еден авторитарен систем, па и тоталитарен систем, су и генерис на мултиетничка федерација, во која немаше никаков простор за индивидуа, за поединец, што значи дека не можеше да има консензус околу мирното раздружување. Чешка и Словачка пристојно се разведоа политички. Ние крваво. Зошто? Затоа што тоа беше по етнички и верски линии. Јас реков, сама по себе етничката и верска хетерогеност не е причина, но е плодна почва и беше за тези од типот на Милошевиќ и така натаму, дека Србите губат во мира, добиваат во војна, дека се ветен народ и така натаму. Но зборот ми е, и тогаш и сега го тврдам истото, да имаше во Југославија демос, политичка заедница Југословени, тоа нема да се случи. Случеше крваво. Туку ќе беше пристоен развод. Тоа е многу важно да се потенцира. Оти ако нема политичка заедница, ние кога велиме, па зашто да не моделот на Белгија, зашто да не моделот на Швајцарија, ама таму има швајцарци, има белгијанци, демос. Ако нема политичка заедница, не може да има консензус ни за реформи, ниту има шанса за либерална демократија. Без демос нема демократија. Етнократијата не е модел на демократија. Затоа мислам дека, значи, распадот беше крвав. Зошто? Во самиот устав беше правото на самоопределување до отцепување на конститутивните елементи запишано. Она што мислам дека секогаш треба да го имаме на уме, тие многу зошто, си велам јас, зошто таков крвав расплет, може би тоа беше продолжение на предвоената состојба, ако сакате, на поврзаноста на внатрешната и надворешната политика, елементи на геополитика, понатаму, зошто дозволивме екстремизам, примитивизам, предкапитализам, примордиализам, тоа се случуваше на овие простори.
во периодот на најдолгата транзиција, недовршена се уште, а да не зборуваме за демократската консолидација која што ја нема. Значи, толку години потоа, ако од авторитарен и тоталитарен режим, заложбите беа за либерална демократија и ако ги прочитате уставите на сите бивши југословенски републики, ќе најдете таму темелни вредности од типот на подела на власт, од типот на повеќе партиски систем, од типот на човекови слободи и права, од типот на заштита на малцинските права, почитување на норми на меѓународно право и пазарна економија и така натаму и така натаму. Ама авторитаризмот го препознаваме. Ако тоа беше во матрицата титоизам персонифицирано, па продолжи низ туџманизам, продолжи низ милошевчизам, исто така во груевизмот во Македонија, денеска го препознаваме во заевизмот. И јас сакам да објаснам зошто тоа се случува. Зошто тврдам дека не живее, нема овде либерална демократија, не е доволно само да имате пазарна економија развиена. Затоа што нема рационална политика. Затоа сигурно сте учеле вие многу повеќе. Нема ни инкременталистичка политика, во смисла на тоа дека на секој налет, на секоја промена вие одговарате соодветно. Туку има арбитрерна политика. Арбитрерна, персонализирана политика. Сите одлуки еве денеска, така велат секојде. Лидерите на двете партии разговараат за законот за специјално јавно обвинителство. Ако ми најдете вие мене закон, устав, пракса, каде што лидери на партии субституираат парламент, влада, комисиска расправа, јас ќе си ја искинам дипломата. Верувате, мои колеги со подсмех пишуваат дека во нашиот изборен законник на едно место пишува по согласност или со согласност на лидерите на 4 најголеми партии. Па каков е тој закон? Значи, тие се кронисани конзули. Политичките партии се дел од цивилното општество со јавна функција во изборниот процес. Завршува. Апсолутно, тие не може да ги субституираат легалните и легитимни институции, а тоа го прават во тројки, во петорки. Оти видите, последната напомена на Коцијанчич дека тие преферираат институции силни, а не лидери, виси во воздух. Пржино не е институција, Охрид не е институција, Преспа не е институција. Не, институција е парламентот. Клубот на пратеници не е институција. Значи, тука ја зачнувам тезата дека и меѓународната заедница со своето политичко поведение не е невина. Туку учествуваше и учествува во ова. Најчесто тоа е жртвување на демократијата заради зачувување на мирот, но исто така пак и добивање поени во рамките на европската бирократија за арбитрирањето успешно, за модерирањето и слично. Значи, во моментов ние не можеме да детектираме либерална демократија затоа што суштината на либералната демократија се либералните вредности не само реторички кај елитите, туку кај граѓаните, односно кај најшироките маси. По мене, значи, ние влеговме во либералната приказна како волк во приказната
и дека сум во право покажуваат многу истражувања, за мене релевантни се оние на Одонел и на Шмител, како велат тие дека транзицијата е зад нас тогаш кога абнормалноста не е веќе карактеристика на политичкиот живот, зашто основните белези на уставниот, политичкиот и економскиот систем се засновани на либералните елементи. Тоа јас не го препознавам како се. Зошто? Плутократска држава се лута, меѓутоа, пак да споменам уште еден германски чувен автор, експерт за политички партии, значи Клаус фон Нойме, како вели тој дека само партии што имаат идеолошки темел, имаат шанса да обстанат на долг рок. Нашите партии се сите дезидеологизирани. И во анализите, не само јас и други, Жидас и други, ги сместуваме во така наречени catch-all партии. Кирхајдер е таткото на оваа кованица, пати го секој, заведи го секој. Значи може да победите со една програма, да спроведувате друга. На десните партии не им е страно да зборуваат за субвенции, донации и слично. На левите партии воопшто не им е страно да, значи, спроведуваат мерки кои ништо заедничко немаат со социјалдемократијата, ти не може да персонифицира социјалдемократија тајко. Не сум чула тоа. Еден од најбогатите луѓе, тоа во латиноамериканските системи го има. Оти треба вас да ви е она што ве води, модус во животот ви венди, што? Солидарност, хуманизам, заедништво, заштита на правата на сиромашните, врвна соработка со синдикатите кои не се само колективен партнер, туку нешто повеќе од тоа, но тоа го нема. Второ, бизнес политика. Сигурно сте прочитале трудови каде се вели дека бизнесмените треба бизнисот да се го терат. А сите тие стануваат побогати врз основа на начелото Carpe Diem, влези во политика и употреби го статусот за да станеш побогат, што значи тука олигархиски концепт. Понатаму, бидејќи кај нас најактивната фабрика е државата, односно владата политичката, не е на Енди Ворхол фабриката. И ова сега што се случува, па го предвидал многу добро Ворхол, кога вика секој во оваа спектакл демократија има шанса барем 15 минути да биде главен. Тие 15 минути ги користат под наводници секогаш кога ќе се најдат на власт, а ако е така, тогаш ако е тоа место кое е најпривлечно, а ние немаме традиција на демократија, немаме, тогаш се знае. Поданичката политичка култура ги турка сите кон, па дури и со елементи на парохијално, ги турка, значи, кон оние кои што ја има власта. Да напоменам, ако Токвил вели дека стариот режим го предодредува новиот, тоа се случи кај нас. Земјите од Централна и Источна Европа имаа демократска традиција и кога се соочија со предизвикот на либералниот капитализам, полесно го изодеа патот. Ние, иако имавме либерални елементи обиди во 60-тите, во 70-тите години реформи, заради отсуството на државност, може би Србија и Црна Гора имаат некаква државност во минатото и тоа не е, не знам каква, меѓутоа отсуството, значи, на државност, присуството на авторитарниот систем, кој што е па рака под рака со поданичката политичка култура, оти таткото тоа што е дома, е лидерот во партијата, тоа е, значи,
понатаму председателот во парламентот, премиерот и така натаму, што доведува, значи, до концентрација на енормна моќ во рацете на неколкумина. Кога ги анализирам јас актерите, што би сакала да потенцирам? Зборуваме, значи, за следново. Ќе се осврнам и на улогата на граѓанското општество, на цивилното општество, и тука имам многу дилеми, подоцна, меѓутоа сакам да тргнам од дефиницијата сега на Дейвид Хелт за либералната демократија, која што вели дека тоа е една модерна форма на нација држава, во која политичките одлуки ги носат само избраните представници на граѓаните, но во рамките на владењето на правото. Мислам дека од ова што го кажав е јасно дека тоа не е можно. Ме слушате честопати или порано, не знам, сега сум само професор, како зборувам за премиерски систем или за елементи, сега не можам да ги препознам, но би ме на моминатото се уште рано е, бидејќи председателот неколку месеци потоа, не можам да кажам дека вежба президенцијализам во рубото на парламентарниот систем. Меѓутоа, факт е следново. Прво, се уште го препознаваме така нареченото ленинистичко-сталинистичко наследство, а тоа е врзано со синдромот на предграѓанско општество. Понатаму, да, имаше некои еманципаторски процеси, но мислам дека она што се препознава е дека авторитарниот систем не им овозможува на граѓаните да се борат за граѓански права, зашто тие се квази граѓани, кои го жртвуваат индивидуалното его на колективитетот, или ако сакате, а од друга страна, тој авторитарен менталитет го јакне авторитарниот поредок, понекогаш зборуваме за бегство од слобода, или ако сакате за заробен ум, а каде што има заробен ум, има и заробена држава. Го спомена цивилното општество. Нема да одам назад кога се создава, како се создава на британско тло, меѓутоа мислам дека денеска кога зборуваме за него, што е важно да знаеме? Дека не е тоа само оној глобален или првичен концепт на дихотомната парадигма држава-граѓани. Држава-општество, ако сакате, туку дека сите други сфери ги допира политиката, културата, медиумите, економијата и така натаму. Реков, не одам назад во 18 и 19 век во англосаксонската политичка филозофија, но не можам да не кажам дека ако во Централна и Источна Европа се појави концептот во 80-тите, по 70-тите всушност и 80-тите години, кога почна кокичиња да се појавуваат како дисиденти, отпор кон комунистички режими и така натаму, кај нас тоа беше во многу поскромни размери и се знае каде. Во Словенија прво. Словенците велеа Европа здај, кога овде тоа се уште не врвеше, вие сте премлади, но морам да ви кажам дека распадот на Југославија стана очигледен на воредниот конгрес на Сојузот на комунистите, кога представниците на Словенија, Сонја Локар, Цирил Рибичич, плачеа буквално, молејки за конфедерација заради милошевичизмот и така натаму, но македонските представници беа
до последен момент на страната на српското раководство и кога веќе тоа опишуваат моите книги, колеги во книгите, значи кога веќе немаше каде да се оди, почна распаѓањето и ние се приклучивме кон него. Што сакам да кажам дека? Да, бројот на невладени организации е голем, има мрежи од различен тип. Меѓутоа, ако ја анализирате суштината на делувањето, тогаш и покрај многу проекти, многу покрај јадници, страници, текстови, конференции и слично, факт е дека тие не се равноправен партнер во полиси процесот. Да, има невладени организации во полиси процесот, меѓутоа и тука откриваме дека се тоа не сите, дека пристапот во изборот е селективен, дека има посакувани и дека има некој од нив има третман на непријателски. Она што е најопасно е на секој невладен сектор, за да биде актер почитуван во градењето на сериозно цивилно општество и држава, му треба дистанца од власта. Ако вие станете дел од власта, тоа е исто како да бидете куче на синџир. А мислам дека овие години во Македонија токму тоа го препознаваме. Не се партнер зашто не стојат на своји нозе, не секогаш мислат со своја глава, а тие се неопходни во градењето на социјалниот капитал, меѓутоа не можеме да ја препознаеме нивната улога. Што заклучувам дека и овој момент Македонија е се уште недовршена држава, слаба држава, на пати и препознаваме пропадната држава со предмодерен дух. Сега реториката е постмодерна, но тоа мислам дека не е доволно. Кога реков актери и пречки, значи немаме развиено цивилно општество, немаме политички систем во кој што има јасна поделба на власта, нема против тежа спреги и кочници меѓу органите, нема јасно профилирана бицефална извршна власт и тамо треба да има соодветни спреги и кочници и одиме, значи, на следното. Мислам дека светот денеска се соочува со страшна криза на лидерство. Европската унија се соочува, а да не зборувам за Западниот Балкан. Зошто? Не можете да препознаете лидери со визија, со интегритет, со дигнитет, кои се спремни да се жртвуваат за доброто на граѓаните и земјата. Најголем дел од нив се во политиката неискусни, некомпетентни, најчесто се неодговорни, иако видите им недостига професионално знаење, резултати кои би гарантирале успех, не велам некој од нив имаат, се разбира, академски бекграунд, меѓутоа мислам дека етиката е апсолутно непрепознатлива. Реков, значи, се борат или стануваат политичари за да се збогатат, доказ нема ден да не чуеме за корупција и криминал. Не мора секогаш да се директни актери, може да се посредно вклучени, а понекогаш и директно. Што се случува? Тогаш расте недовербата во институциите, недовербата во политичарите, политиката се перцепира како валка на активност, погрешни луѓе се на
прави места и се знае патот си го бараат оние кои се веќе европски профил на интелектуалци или на искуство за себе, си го бараат тама каде што на преварот се почитува. Ги спомена бизнис политичарите, речи се исто така да нема ден или месец во кој не откриваме вмешаност во сивата и црната економија, никакви политички или идеолошки убедувања немаат, склони се кон клиентелизам, кон корупција, значи наместо бизнес ја инструментализираат политиката. Зошто е тоа така? Па токму заради тоа што главниот процес на одлучување се одвива вон институционално. И во фазата на иницијативите на политиките ги нема оние луѓето од знаење, ниту во фазата на креирањето се тие присутни експертското знаење, ниту во фазата на евалуацијата се присутни, паралелизам има, само евалуацијата не е евалуација. И тогаш ние продуцираме, не знам, бели книги, жолти книги и така натаму, стратегии за реформи, па тенкови низ Македонија, колку сакате, ама повеќе е тенк него ли е тинк. Тоа е очигледно, мислам, особено кога ќе ги видите постојано со личностите кои што се на власт. Зошто е ова опасно? Затоа што само каде што има институција, има процедура. Каде што нема процедура, ние не знаеме како е дојдено до решенијата, како се разговара сега, кој знае, бидејќи нели велат транспарентни сме, ама како сте транспарентни кога сте две групи? Второ, сте чулели закон, а партиски групи, партиски експерти. Па на толку комисии во парламентот не сме чуле тамо да има дебата од отворен тип. Мислам дека Дорис Пак, која што нема влакна на јазикот, тоа многу добро го кажа кога вели дека исти луѓе или нивни клонови на Балканот 30 години се присутни во решавањето на проблемите, ама проблем се всушност тие. Зошто? Зошто се препрагматични, бидејќи се не се идеалисти, не се духовни суштества. Да подсетам, сега е кај нас актуелна хорската музика, владење направо, но пред неколку месеци, аман велеа од тоа право. Меѓународниот поредок е засневан на сила, не на право, и кој тоа нема да го разбере, што лупате за Кант, зборувајте за Тукиди, бидејќи тоа е меѓу нас. И затоа, потоа, ние чувме сериозни американски представници на Балканот, кои што велат дека не препознаваат реформатори, туку препознаваат глумци, импровизатори, преправанти. Нема тука свежи идеи, критичка мисла. Значи се работи за некој модерен султанизам и како што реков јас, ако е така, тогаш тие ќе се обкружуваат со себе слични. Следниот, значи, актер кој го нема, а ќе биде најважен во процесот на отварањето на преговорите, е бирократијата. Бидејќи не само Вебер, Макс Вебер, сите ние велиме дека за рационален policy-making процес, значи треба civil servants, треба квалификувана администрација, бидејќи таа е доминантниот актер во сите фази на процесот на одлучување. Јас тоа не го гледам, бидејќи само политичари
и нивните истомисленици или патрони и нивните блиски учествуваат во ова. Пример стануваме за споил систем, каде што рекрутирањето е по партиска линија и кога слушам за ветинг, мислам дека ветингот треба да почне од администрацијата. Естонскиот пример. Една неутрална комисија, нека се странци, доволно е во сите министерства да истражи со прашални кој со што се занимава, кој му е профилот, што прави, во кој процес учествува, ќе дојдеме до катастрофални сознанија дека регрутацијата е партиска, наместо да е заснована на знаење и на компетенции. И мислам дека дури и во процесот на правична и соодветна застапеност не се инспирираат и ангажираат најумните, најквалификуваните, бидејќи јас го дознавам тоа. Без оглед дали се работи за албанци, македонци, роми, власи, турци, бошњаци, сите велат уби бене или патрија, бидејќи се почитуваат. А поважна е блискоста партиска или до лидерот за да влезат во администрацијата, одошто значи сето нивно знаење. Зошто е тоа така? Зашто ако е владата влада на, можда е преостро, на медиокритети, но сигурно се дека е така, и на разни патронажни мрежи кои што може да бидат невладини експерти, квази експерти, медиуми, мокни бизнисмени и така натамо, тогаш там ќе има корупција, криминал, клиентелизам, бидејќи верни ќе му бидете на оној заради кој седите таму, а не на, нема да верувате, а не на меритократските критериуми. И така ние најумното, најспособното, без пари, го предаваме надвор, бидејќи надвор тие успеваат. Што значи не е точно дека овде живеат луѓе кои се мрзливи, кои не се вредни, не. Туку кога гледате дека вашето знаење не се цени, тогаш значи вие не сте инспирирани. Замислете да имате во институцијата најнеспособниот, најмалку образованиот да ви биде главен. Сигурно дека ќе бидете фрустрирани. Значи бирократијата ќе биде најголемата пречка, запомнете, реформи, пропаѓале, сум разговарала со колегите од Хрватска, од Словенија, каква потреба имале од соработка со универзитетите, бидејќи немале квалификувана администрација. Секој ден слушаме, или ако сакате, ај малку поназад, во сите извештаи на ОПСЕ, ОДИР за време на изборите претходно стоеше потребата од одвојување на партијата од државата или ставање крај на партитократијата во која линијата меѓу држава и партија е јасна. Ке речете субјективна сум, ама цела влада беше вклучена во изборите. Да се вклучат во избори председателски, министер за внатрешни и за одбрана е крајно проблематично. Премиер крајно проблематично. Тие се на сите нас премиери, тој е држава, не е партија. Ќе ви дадам уште еден многу едноставен пример од кој што се гледа. Секој ден гледаме некои пратеници како се партиски портпароли. Според уставот, пратениците ги представуваат граѓаните и одлучуваат по собствено уверување. Е како тогаш вие и владата ќе ја браните, и партијата, и парламентот, да сум јас председател на собрание, како господинот Џафери, сериозно зборувам, ќе ги опоменам господата
Костадин Костадинов и Артем Груби дека се пратеници. Парламентот е државна институција. Партијата е нешто друго. Мене воопшто не ме интересира што мисли некоја партија. Тоа е друго. Институциите се тие кои што одлучуваат. Еве, само да ви дадам, значи, пример. Меѓутоа, во Македонија се е партизирано. И со претходната власт, и со оваа. Партизацијата влезе дури на универзитетите. И јас сум голем противник, мислам дека прво е неуставна одредбата од Законот за високо образование, според која и кога сте министер и заменик министер, можете да бидете и професор. Уставот вели, функцијата министер е неспојлива со било која друга функција и професија. И релевантно е дали сте платени. Самото ваше присуство е политика, порака, влијание. Сега што се случува? Сум направила анализа и имам едно 25 луѓе кои, откако станале министри, заменици или директори на многу важни институции, тогаш одеднаш добиле наплек за наука. Тогаш магистрирале. Сериозно зборам, да не бројам. Без оглед на етничка и верска припадност, различно. Тогаш магистрирале, тогаш докторирале и по завршувањето триумфално се вратиле како професори. Никаде прашајте кој сакате амбасадор, дали е тоа дозволено? Не. И мислам дека подобро беше решението претходно во законот, кое што велеше ако си пратеник, професионална функцијата биде, ако си министер, биде. Оти се разбира дека тогаш имате инструменти да влијаете. Значи, секогаш на памет ми паѓа тоа, она што се случуваше во Италија во рамките на онаа чувена аферата Гентополи, кога поради која исчезна демокристијанската партија од сцената, кога 20-тина министри, пратеници беа уапсени, тоа што имаше мрежно, клиентелистичко и коруптивно однесување. Сите го знаеме и вие железниот закон на олигархијата од Острогорски пред 200 години па до Михелс. Речи, партија, велиш, олигархија. И да бидеме искрени. Ако денеска, од 2008 година па наваму се соочуваме со тешка криза на репрезентативната демократија, зашто избраните не ги адресираат интересите на граѓаните и симпатизерите, туку собствените интереси, па се прашуваме која е тогаш нивната улога, тогаш партиите како мост меѓу граѓаните и партиите се исто така во длабока криза. Затоа зборуваме не за catch-all партии. И слаба држава ова произведува, и јас велам политичари кои наликуваат на хиени. Она што го пишуваме и е на дневен ред сега многу актуелно е кризата на внатрепартиската демократија, и дали може да зборуваме за криза кога воопшто немало внатрепартиска демократија, зашто моделот е тој од комунистичката партија на демократскиот централизам. Ке фингирате составници на различните органи, сите ќе дискутираат, ама во суштина само патронот и елитите ќе ги носат клучните одлуки. Од тие мислам видела кај нас има една партија, има можност за фракции. Меѓутоа, кога се случиле фракциите, ги исклучиле од партијата. Нема понатаму хоризонтална вистинска поделба на власта. Општинските организации, да кажам, колку лидери ги сменија, председателите на сите општински комитети. И како тоа, ако имаме ние, значи, модел децентрализиран на управување во партијата, лидерот, или кога ги предлага сите кандидатите за градоначалници. Или само видете ги билбордите.
градоначалникот и до него лидерот на партијата, како да му е подстарателство. Кој ќе бира таков градоначалник, ама се покажува каде е моќта. Нема фракции, значи, нема тенденции, нема правило од типот дека ќе се спроведат претходни избори внатре во партијата за кандидатура за градоначалници, за кандидатури за пратеници, па да има надпревар внатре. Нема еден човек, еден глас кога се бира лидер на партија. Значи, моето прашање е, ако нас е унија во срцето и во умот, да ги прашаме, јас еве некој од нашите партии се во рамките на некои асоциации во Европскиот парламент, ама каде ќе одат другите? Оти вие треба да сте компатибилни по организацијата, по моделот, оти не е ни Росево ни во Западна Европа во овој поглед. Бидејќи прашањето мене на предавањето ми е Западен Балкан, само сакам да кажам дека синтагмата Западен Балкан нема никаква врска со географија, туку е чиста геополитика. Оти, не можете, ако е географија, да имате флотантна категорија, имено вели минус Словенија, плюс Албанија, сега нели и плюс Косово. Ама, гледајте го односот. Кога Хрватска стана членка на Европската Унија, не сме ние Западен Балкан. Словенците одамна велат Централна и Источна Европа, дека е таа што на која и припаѓа. Значи, меѓународната заедница. Исто така мислам дека не е невина. Ама прво сакам да кажам дека, и тоа опишувам, дека меѓународната заедница, така наречена, има обврски кон Западниот Балкан. Морам не пред се. Имено, со декади се повикуваше, се пишуваше за отфрлање на авторитарниот и тоталитарниот режим, а сега, значи, не гледаме подршка. Второ, солидарност е потребна. Оти, многу убаво е да викате дека Европската симфонија е недовршена без Западен Балкан. Добро е да викате како лекар диагноза дека е тоа Ахилова пета на Балканот, меѓутоа мислам дека прагматичните аналитичари јасно кажуваат дека ЕУ има корист од Западен Балкан, дека економски има интерес, го проширува пазар, не е убаво да кажам, ама ефтината работна сила е исто така нешто. И второ, вирусот на нестабилност е страшен. И мислам дека оној став на Крис Патен од 2002 година, мислам на Солунскиот самит дека беше кажано, дека свесни сме ние, дека или ќе извезуваме демократија на Балканот, или ќе увезуваме нестабилност, не се развиваше ЕУ како да нема вистинска стратегија за Балкан. Зошто го тврдам ова? Секогаш доцнеше. Секогаш американците беа побрзи од нив. Кога велам немаше стратегија, да подсетам на распаѓањето, ниту се бореше или залагаше цврсто за непроменливост на границите, ниту пак за употребата на силата. Имаше дека тоа нема да се почитува и дека ќе се санкционира. Од друга страна, на сите ни е јасно. Ако велам јас дека е геополитичка синтагма, јасно е дека Балканот, сакате географски, историски, ама особено културно, е дел од Европа. Обично можеби само за време на Отоманската империја и за комунизмот не бевме во истото друштво и мислам дека нема балканец кој што не се перцепира себе си како европјанин, а тоа е исто така важно. Значи, ако е така, тогаш треба да зборуваме за
реобединување, бидејќи сме биле заедно. Второ, ако е европската идеја една, по мене, уникатна политичка филозофија, сите ја поддржуваат актери, тогаш и ЕУ треба да стави некое камче во ова, затоа што европската перспектива, ако сакаче, се докажа дека е моќен фактор и на развојот, и на реформите, и дека е пред се Кантов мировен концепт, а не е Тукидитов концепт, како што ние повторуваме постојано. Што е она што мислам дека е сега најактуелно? Значи, секоја година истото. Во прашање, во моментов, иначе јас сум за почеток на преговори, веднаш да кажам, апсолутно не ми е битно кој е на власт, но не заради успесите, не се согласувам со господинот Туск дека ние блескаме во владењето на правото. Не, видите, ова што се случува е персонификација на отсуство на правото. Точно е дека рекет решавање не е бенчмарк, ниту, меѓутоа зад него стои rule of man, зад него стои злоупотреба на правото и без владење на правото апсолутно ниту може да има независно судство, ниту може да има реформи, ниту може да има просперитетна економија, ниту може да има добро образование, ниту може да има компетитивна администрација, тоа е невозможно. Ама, во прашање е кредибилитетот на Европската унија. И мислам дека веќе флоскули од типот отворени врати, а всушност не знам што значи отворена врата, во која не можете да влезете. Не, затоа ја велам каде е клучот, нели, сепак, значи, клучот е кај нив. Клучот е кај нив и мислам дека постојат многу други механизми од засилен надзор, особено во клучните сфери, поглавјето 23-24 кои се неодвоиви не само од владењето на правото, туку и од безбедноста, од натрешниот, бидејќи ние сме земја на скандали постојано, што значи таму се потребни нужни реформи, но со свест дека ако на стартот на превземањето на власта не сте почнале, сериозен проблем. Не сум чула реформи кои се исполнуваат во последната година од мандатот, тоа е непознат феномен. Не сум чула за ветинг на крајот од мандатот. Почнувате веднаш затоа што пречкави се луѓето со кои соработувате за спроведување на реформите. Значи што очекувам за жал? Очекувам повторно некој изум, оригинерен, оригинален, а јас велам многу добро е да сте оригинални во уметност, во култура, ама во политички систем и демократија треба да сте стандардни. Не sui generis да сте, неспоредливи, туку треба да сте компатибилни. Како што беше клад, предпоставам повторно ќе измислам некое оригинално европско-западно-балканско решение од типот на отварање на поглавјата интензивно 23-24 со некои рокови и слично. Мислам дека отворено треба да се каже дека ќе добиете датум, ќе почнеме преговори, но не заради фантастичните успеси на власта, туку заради граѓаните и заради нас самите, оти. Ги учиме ние студентите дека демократијата се учи меѓу демократи подобро. Примерите на Шпанија, на Португалија, на Грција,
тоа го покажуваат. Второ, да не се занесуваме ние ако ги почнеме пак преговорите дека ќе расцветаме. Од денеска има сериозни анализи за деконсолидација во Италија, во Унгарија, во Романија, за реавторитарни тенденции исто така, што значи можете да бидете и внатре во ЕУ, меѓутоа да се однесувате западно-балкански. Значи, ќе има повторно изопов јазик, ќе има еуфемизми, ама мислам дека тоа не е добро решение. Зошто е оваа реторика европска сега? Некако звучи западно-балкански. Заради тоа што јасно е дека голем дел од вината лежи во бидејќи ако анализирате кога сме ги добиле клучните датуми, кандидатски статус и слично, не стоело за тоа, не стоеле вистински реформи, туку стоеле одлуки донесени со помош на ЕУ за новопојавени проблеми или манифестирани проблеми, опасно со етнички конфликти и така натаму. Завршувам со тоа да не заборавиме, после Брекзит, ЕУ е пред сериозни притисници. Факт е дека ЕУ, бидејќи тоа суи генерис политички систем, не е тоа држава, не е тоа федерација, онака како што ја замислувале Шуман или Конрад Аденауер, има сериозен демократски дефицит. Дали воопшто да кажам, бидејќи ако го анализирате за да има демократија, треба да има систем на равнотежа меѓу органите. Ако го анализирате односот меѓу парламентот, меѓу комисијата и меѓу советот, апсолутно равнотежа тука нема. Класичен пример сме ние. 9 позитивни одлуки на парламентот, а тој треба, нема европски демос, иначе да ми искрено, се уште нема европски демос, не дека Джозе Бајдер така вели, туку дека ако нема демос. Се уште демосот е во рамките на државите членки и треба да знаеме дека ако е така, ако е уесу и генерис политички систем, ние држава, некои велат као речете го, некои автори велат дека е Сајмон Хикс, дека е тоа неидентификуван политички субјект или објект, како сакате, тогаш демократизацијата зависи од капацитетот демократски во земјите членки. Заминува, значи, Британија, ЕУ сега мора да се прикаже дека е се уште посакувана заедница. И се уште, јасно е, можеше и да го тргнат, комесарот за проширување остана. Тоа не е само заради тоа што се желни за проширување, додека не си ги решат внатрешните проблеми, туку заради тоа што иначе слабост ќе покажат дека се непосакувани повеќе или дека имаат луѓето многу дилеми. Последната реченица ми е дека ако се измислуваа постојано специфични решенија за Западниот Балкан, но тие на стабилизационен, асоцијативен процес беше непознат феномен само за нас, тогаш не сме да се заборави и на следново. Се што се случува на Западен Балкан не е само врзано за карактерот и западно-балканските препреки, туку е врзано и за улогата на ЕУ. Тоа британскиот автор Чендлер многу убаво го објаснува во Empire in Denial, империја која одбива одговорност, дека невозможно е понекогаш еден ист модел само да го имплантирате во различни земји, ако не ги познавате внатре околностите,
И истиот модел на помош, на медијација да го применувате, зашто, како вели тој, за Босна, за Македонија, за Афганистан, зборувам на глобализацијско ниво, дека, како вели, soulless state. Значи, не можете без душа, без духовност, не можете да ги препознаете, ама ја избегнувате одговорноста. Денеска е сериозна дебатата за релацијата state builders и stakeholders. Оти ние, граѓаните на Западен Балкан, сме третирани како некој кој што има корис од тоа што се случува. State builders најчесто се foreigners. Значи странци кои доаѓаат доцна, неопремени, одбиваат одговорност, ама сега веќе царот е гол, бидејќи во јуни чувме дека ова решете го и во октомври автоматски влегувате, ама никој не може, значи, да предпостави што во меѓувреме ќе се случува. Мислам дека тие знаеа, јас сум бев шокирана кога се ова што го слушаме за рекет веќе било познато во мај. Ако не во април на крај. Значи, да, и тоа било познато и на актерите главни и така натаму, а ништо не се превземаше. Последната реченица ми е, јас верувам дека, како се викам стално, дека homo balkanicus е homo economicus, да, и повеќе верувам, знаете, во што во потребата насушно од меѓусебна помош. Многу се канам со моите колеги, со мојот ментор од Словенија. Велам, вие треба да помогнете, бидејќи сме поминале дел од животот заедно, многу слични сме, и во добро и во зло. Наместо Словенија да ја прави проблеми на Хрватска, Хрватска на Србија, Србија на Македонија, Македонија на Косово или на Албанија, другите, значи, ние мора да се помагаме, бидејќи ако вие не умеете регионално да ги решите проблемите, како ќе одите во некое семејство таму? Илузијата дека таму се сите равноправни, а во Југославија сме неравноправни, не е таква, земете во составот на парламентот. И цинично звучам и смислелутат кога велам на Турција не ја примате. Не зашто сметате дека демократски капацитет немате или велите дека и НАТО слични критериуми промовира. Не, оти ако не е Турција поблиску, па само ги охрабрувате тие тамо, значи, Ердоган и останатите, наместо да се однесуваат европскиот, и тоа била идејата на Ататурк, да се однесуваат султански. А бидејќи Турција сила која има огромно влијание во азискиот и во евроазискиот дел, и тоа е, да ви искрени. Во процесот на одлучување Турција би била незловиколен фактор. Зборувам за Европскиот парламент по бројноста и така натаму. Значи, мора да внимаваме. А влијанието овде не можете да го избегнете, затоа што некогаш Русија и Турција не биле на иста страна. Ама на Балканот се променети односите. Значи, големата слика, мислам дека не е само врзана за западно-балканскиот идентитет, туку дека е врзана и за кризата демократска која што постои и на европско тло, но исто така и потребите од реформи внатре во Европската унија, која што е sui generis, ама барем треба во голема степен процесот на одлучување да го демократизира или ако сакате да отвори простор за оние од Западен Балкан. Професорот Джозеф Вајлер вака откарва дека ЕУ се однесува како богат
и постар брат кон помлад и посиромашен и вели молчи и извршувај. Тоа е евромандарински синдром. Вели, не се свесни европските бюрократи дека можеби и на просторите на другите земји, овие претендентиве, ние сме тука, има луѓе, има социјален капитал, кој што може низ диалог да понуди решенија и за заедничкиот живот, зашто па ние имаме побогата традиција на толеранција, меѓуетничка, меѓуверска и така натаму, тим низ историјата, судбината ни виза да живееме различни едни до други и дека можеме тука нешто да понудиме. Ете, тоа е, значи, мислам дека е крајно време да се пречекори Рубикон и да не се остави простор за ханибалите. Оти тие се охрабруваат кога нема датум, а другите си заминуваат. Како се ќе крене ние од пепел? Македонија или било која другаш држава, Албанија, кога најдобрите, најквалитетните не се таму. Од пепел јас не верувам дека нешто може да се крене. Тоа се моите размисли, можеме да споделиме мислења, значи. Благодарам, професор. Иначе заборавив, да сум пишувала за ова, нели кога кој се тие. Значи, ако одите на интернет, идите од Constitutionalism and Constitutional Law, тоа е Светското здружение за уставно право во Осло, дел Chapter 4 е мојот, значи, дел. И зошто велам сличности имаме тука моите колеги од Латинска Америка на слични проблеми покажуваат. Тука моите колеги од Соединетите Американски држави, професорката Ники Джексон од Харвард, исто така вели дека во меѓународното право и уставното право како поврзани треба да се внимава многу, бидејќи во глобализацијата не сме империјален пристап да се завзема, но исто така во сферата на човековите права мораме да знаеме дека таа материја навистина бара юридизација, како рече мој колега, на политиката, наместо политизација на правото. Тоа е владење на право. Политика во границите на правото. Платон и Аристотел почнуваа со политика, завршуваа со закони. Тоа не треба од нас. Претерава, да. Од кога не сум зборувала и сега ми е прв. Има ли некој праша, може да ја Слободно, по актуелно да кажете? Сега сум во ваше, да. Ајде, јас да ги поставам прво прашање. Можете и да коментирате, се разбере. Значи, во последните 10 години слушнавме како Македонија е направена failed state, па после станавме solid state, па не знам што ќе биде во иднини и што ќе бидеме. Баш тоа сакав да ја прашам, што во последните години поминавме многу концепти на пропадната држава, бездушна држава и така натаму. Како да излеземе од профилот на земја која што во глобала е во еден амбис која што никако, барем не ни надзира нагоре. Во глобала само гледа надоле некако или е статус кво или тоне. Како барем малку да излеземе на површината, барем да цирнеме од амбисот. Да соберем неколку прашања. Ајде. Најлесно ќе биде. Погledаш? Јас имам на прашање директно поврзано со оваа тема. Представници на Венецијанската комисија беа во нашата држава. Дали може би као експерт и као пораничен член на Венецијанската комисија се сретнате со нив и што очекувате од имате посета, претпоставувам некој извештај ќе изготвите пред повеќе?
Кој би бил? Венецијанската комисија, да. Мислите на закон? Да. Окей, за тоа беше, да. Еве и колега. Какво мислење имате за влијанието на едниот комесар за проширување на Европската унија? И ова се види, мислам дека Што мислите за нова иницијатива за една изборна единица и дали тоа може би нешто што може да ни донесе добро? чујте, сосема различни прашања, професор. Да. Како да излеземе од дамесот? Прво ќе ви кажам, јас мислам дека овој состав на парламентот за сите зборови е целосно делегитимиран. И дека по гласањето за разрешување на јавната обвинителка требаше да се изгласаат одлука за самораспуштање. Малку одговорност, бидејќи тие со 102%, односно 102 преференција избора, а сега ја разрешија, како се јавила, е персонификација на отсуство на владење на правото, во друга земја јавен обвинител да биде плетен во ова што се случува, би било не само трагедија за правен систем и правната држава и тоа го доказва. Како да излеземе? Ете, прво со тоа, со еден таков чекор, одговорност, за да ги охрабриме граѓаните да излезат на следните избори, од јас се плашам дека после сего ова абстиненцијата ќе расте. Македонија, бидејќи луѓето апсолутно не веруваат во институциите. Ова кога слушаме ветинг, еве кажа, значи, администрација е потребна, неверојатно. Ама ако уште на трета или четврта година владините министри бараат, писма им праќаат на најдобрите студенти по универзитетите и факултетите, за да ги задржат овде, да ги ангажираат, ќе верувам дека има решеност. Меѓутоа, вака, не. Понатаму, има сега следни избори. Не слушавте мене, јас вака прво не им се допаѓаше, ама после на граѓаните им се допаѓа. Непристојно е да имаме ние влада со изброј на министрите во кабинетот британски. Нали знаете? Или Словенија повеќе има 16, има 20 и колку се сега. Това е непристојно. Секоја реформа почнува, значи тој што ќе победи, треба да рече. Половина времената. За мене се нема потреба. Нема потреба директори тоа јавни предпријатија на конкурс треба, значи да почне кратење во јавната администрација, во јавната. Понатаму, ако вели институциите, дајте да го вратиме, да тргнеме од законите решенја кои се непознати. Да ги акнееме институциите, да се знае кој е предлагач областен на закон, да има тамо во комисиите и експерти повикани тамо да се носат одлуките, тамо да се менуваат законите, а не надвор, па потоа само да криваат раце. Тоа е нешто, мислам, невладиниот сектор. Невладен сектор ние главно во сферата на човековите права развивавме. Ама, а што во економската сфера, што во социјалната сфера, што е екологијата? Јас се чудам сега Совет за безбедност, така? Потоа не седи по функција министерот за екологијата, кој дали имаме тој, не викаш во Швајцарија. Само можда да че излозута. Тоа нема поважно прашање од еколошкото прашање, а не слушаните да се потресува, дебата да има. Значи да станеме една дозадна, пристојна држава, прво да видиме нешто, нека бираат како во Швајцарија, министри експерти. Како што беше првата, јас мислам дека владата на Плюса беше добра влада и покрај тоа што луѓето сигурно има некои преференции
партиски и слично. Значи, луѓе кои што на вистина се одзнаени, како билат за швајцарските министри, администратори, 7 за Швајцарија министри, ние 20. И што да? А да не зборам за советници, не е точно дека секој премиерот и министрите имаат право колку какви сакаат советници да именуваат. Тоа се наши пари. Не е така. Ти најголем дел од тие луѓе себе не може да се советуваат. Ама сериозно зборувам. Многу едноставни работи има да посегнат кон реформи внатре во партиите. Ти забележувате ли? Се сели моделот на управување внатре партиски во парламентот, во владата. Се пренесува султанизмот таму. И се чудите колку умни луѓе кога ќе ги видите вака, а како се однесуваат. Понатаму, колку се паметни кога се во опозиција, кога ќе дојдат на власт, уште полош моделот, тој што го критикувале и гледале. Че јас мислам дека немаме како да ќе децици. Дека потребно е првите потези чекор по чекор, че воопшто не верувам во спектакли дека ќе правиме ова или ќе правиме она. Наједноставно треба да наједноставни чекори да престанеме да измислуваме. Не се заменуваат луѓето, ми се чини само заради ниските плати, заради тоа што сме сиромашни. Не. Заменуваат зашто нема правна држава. Зашто се уморни да живеат во неизвестност од секаков вид. Во иднина, јас сега велам да се отвори устав, многу тешко. Ама во иднина мислам дека треба да направиме една измена во уставот. Ако сакаме да бидеме пристојна држава, секаде премиерот си го бира тимот. Премиерот. А не лидерите на партиите, кого нека разговараат тиме. Ама премиерите мора да имаат право да отстранат некои од министрите, да не чекаат гласање од парламентот, бидејќи тогаш немаме едно општество за сите. Не. Запомнете, едно општество за сите може да биде само граѓанско општество на индивидуи. Видовме како завршија Руската федерација, Чешкословачка, Југославија и од Македонија ли ќе правиме тоа сега? Од една педа земја која е како полис. Не. Че да може, за да не биде од иначе имаме 2 влади во една, најмалку, некогаш и 3. 2 парламенти, 2-3 суда имаме. Толку граѓански општества, организации. Зошто? Зашто ако нема меритократија, се знае, ќе има арбитрирање, ќе има партизација, таа држава нема да биде пристојна држава. Многу скромна сум, сакам да кажам, ама да речеме дека е тоа Венецијанска комисија. Прво, се изнаслушавме дека законот беше пратен во целина на Венецијанска, да не цитирам, пратен е, ќе чуеме. Не беше пратен, сега се пратени само 2 члена, 8 члена беше за монетите и за униформите. Како постапува Венецијанската, да ви кажем? Прво, мислењата на Венецијанската не се задолжителни, но обврзуваат со тоа што и Венецијанската комисија се имала во сферата на правото, најпрестижното дело на Совет на Европа. Не мора Венецијанската да се држи само до одредбите за кои се бара мислење, може и пошироко, но да ви кажам искрено, Венецијанската комисија во анализата акцентот го става
на тоа дали може би стандардите кои се загарантирани, еве што знам во случајот во Ковната конвенција за заштита на правата на малцинствата или Конвенцијата за регионални малцински јазици, дали се почитували. Значи не дали над, туку дали значи под е отидено. Не, јас Устава не го знам. Јас одговорно тврдам и овде. А и мои колеги албанци тоа го рекоа. Треба да се смени Уставот ако сакаме да направиме некои промени. Од поставката до најголемиот дел од решенијата не соодветствува на уставното решение. Тоа опште не значи дека јас сум за тоа тој стандард да остане, ама зборувам за политика во границите на правото. Значи, очекувам да се набројат стандардите, да се каже дека парламентот така одлучил, но нешто друго е тука проблематично. Уставниот суд. 8 иницијативи има пред Уставен суд. Уставен суд немаме. Денеска веќе отворено се зборува за соучество на судството и на уставните судови во толерирањето и креирањето на авторитарните системи, па се зборува и за авторитарен конституционализам други. Нашиот Уставен суд, не знам, тој беше должен да сам да иницира постапка за да си го оправда своето постоење. Не кажувам како ќе одлучи, но на јавна расправа повика сите со аргументи за, против, да измери, да каже за да не си го книжат тоа политичарите како свој успех, прогласувајќи ги сите други кои се за владење на правото за нетолерантни и за националисти. Кога некое решение не е уставно втемелено, спорно е, не можете вие да се подпирате на такво однесување. Тоа е најнереформираната институција. И јас се чудев кога во реформите на судството воопшто не го споменуваше никој уставното судство. Па тоа е невозможно. Еве, јас тврдам одговорно дека нема на планетава Земја која има Уставен суд, а нема закон за Уставен суд. Не. Нема проблем. Може со устав да ги решат главните прашања, ама тоа е невозможно. Ама со деловни да решавате прашања од материјален карактер, тоа нема врска со владење на правото. Иначе, Уставниот суд ако покренеше постапка, може да побара амикус курије бриф за сите одредби сега што се на дневен ред од Венецијанската комисија. Трето, може и редовен суд, судија во редовна постапка, да рече дека оваа одредба од законот сметам дека е неуставна и јас нема да го применам законот, тоа ќе го применам директно уставот. Ако не може директно да го примени, тогаш може да го третира како претходно прашање, да бара од Уставниот суд да се реши, па потоа да продолжи постапката. Ни го тоа не сме имале до сега ниту едно барање од редовен судија за одредби да се применуваат директно, ниту пак Уставниот суд го бара, ни едните ни другите во своите внатрешни акти немаат одредби што ќе прават во вакви случаи. Јасно ми е зашто. Редовните суди не ги почитуваат Уставните суди. Тоа не е врв на кариерата кај нас, која е награда најчесто за шал. Погледнете го составот на Уставниот суд, да видите дали се тоа суди кои биле долги години апелациони, врховни и така натаму, па врво ова, дали се тоа професори, дали се тоа врвни адвокати кои ние ги запоставуваме и слични категории, или се луѓе кои биле пратеници
биле министри, биле генерални секретари на влада, биле председатели на државна изборна комисија. Еве, проверете, мислам тоа ние немаме уставен суд. Уставните судови во Германија, во Франција, одиграле клучна улога во демократизацијата во Германија, по човековите права се познати. Еднаш само кај нас поставува уставен суд за заштита на човеково право, погрешна примена за избори локални во Сајас. Сосема погрешна. Значи ќе продолжи праксата на носење неуставни закони. Да, ако вака се одвиваат работите, кај нас одостојано како да е нешто. Нормално, сите велат, утре ќе се состанат лидерите на двете партии, на опозицијата и на остало. Кои се тие, не знам, кои каде пишува дека тие решаваат за СЈО? Не разберам ја. Или лидерите на четирите најголеми. Тоа е кај нас законска материја што е недозволено. Влијанието на едниот комесар, многу интересно прашање. Зошто, кога живеете во овој регион, треба да се помагате и треба да ги мерите зборовите? Да, и моите колеги од Унгарија, со еден од нив професорот Золтан Шилтер, книга Ратличја сме издале за пристапот кон уставната и административна правда, ке критикуваат процесите, но мислам дека е добро, прв пат да не, што човек од регионов ќе застане на чело како комесар за проширување. Верувам дека тој подобро ги познава проблемите во регионот и позаинтересиран е за регионот, одошто комесарот за кој што е долги години во Европската Унија и се уиграл, да речеме, во она за што зборува претходно. Сега ние што не квалификации дадовме на унгарската и за фашизам дори. Тоа е неодговорно однесување, не само од политичари, туку и од колеги. Бидејќи да, со аргументи вие зборите, можете и јас пишувам за авторитарен колониализам или за реавторитарни тенденции во Италија или во Полска или во Унгарија. Ама никако не со имиња, никако не со квалификации, оти јас мислам дека добра улога има намера министерот за правда да одигра, зошто секогаш кога биле расправите во Европската Унија за регионот, членките што се од овој регион од Централна и Источна Европа укажувале на следново, тоа се го чува и во Брисел, дека не можете низ призма на односите левица, десница, моделна демократија, држава, да гледате понекогаш без да се абстрахирате од амбиентот. Од амбиентот, од односите што се случуваат овде во регионот. Мислам дека таа слика подобро ја познаваат и дека е тоа добра работа што овој пат ќе има човек од регионот и јас очекувам дека поддршка ќе имаме и досега ја имале сите држави во регионот и дека тоа е добар потек, а ние, нашите политичари, умееле да се извинуваат, некогаш им е побрз јазикот од умот и тогаш ли е квалификуваат, ама заборавате дека утре ќе треба пак да седнете со нив таму. Тоа беше и остана една изборна единица. Видите, прво, многу погрешно е кога зборуваме ние за промена на изборен модел, оти не е тоа промена, пропорционално си останува изборниот модел, ние зборуваме всушност за
техниката на пресметување, донтовиот систем остатоците ги пренесува кај на големата партија, зашто бидејќи во пропорционалниот изборен систем еден од главните ефекти е да правичност, пропорционално на добиените гласови ќе добиете мандати, но тоа никогаш не е без остатоци долу и секогаш треба тие некому да се дадат. Зошто донт на најголемата партија? Затоа што ефектот на пропорционалниот систем е фрагментација на партиската сцена и стравот е дека кога има многу партии на партиската сцена, многу тешко ќе се направи коалиција и затоа тие го употребуваат донтовата техника како антифрагментационен сегмент. Една изборна единица, она што мене ме требаше. Но, и тоа е да се специјалност, вели, еве ние се бавиме со избори. Јас сум експерт на Обединените нации за избори. Каква е оваа дискусија? Наместо да почне експертска дискусија со аргументи за и против и да ве викнат потоа во парламентот, во комисијата, па да кажете ви, ај ќе ги чуеме Гордана, Жидас, Јетоша, Сивари, останатите кои што се занимаваат со што се бават, па за да можеме да одлучиме. Кај нас веќе решението ви го наметнуваат. Јас затоа ќе ви кажам за предностите и маните. Една изборна единица, вака се вели. Да, една изборна единица уште попропорционално ќе го зголеми, значи, ефектот на пропорционалноста, мерливоста на територијата на целата држава. Подобро ќе биде мерењето, ама пак има и вакви тези. Дека тогаш регионалните интереси ќе бидат запоставени и дека постои опасност лидерот на партијата и елитата да ги одредат сега сите кандидати каде во седиштето на партијата, без да водат сметка дека интересите на Струмица или не знам на Тетово подобро ќе ги представува некој оттамо, а не некој кој што ќе го определат тие. Ако ме прашате мене за број на земји со една изборна единица, една или две, колку? Холандија, да. Значи, сакам да кажам, треба да се зборува за тоа. Кај една изборна единица, примат се дава на општиот интерес, се занемарува регионалниот интерес. Иначе симулации се правени. Ми е интересна работа, Марко правеше симулации, отдадо. Во сегашната структура на партии, мислам дека беше едно место ќе добие, како се викаше на Личо, ВМРО народна, едно место ќе добие Левица по бројот и уште една имаше. Толку е разликата, морам да кажам, кога ќе се пресме. Сега, на ова прашање уште едно има. Не се зборува само за една изборна единица, се зборува и за како билат политичарите за отворени листи. Прво, не е тоа во суштина отворена листа. Отворена листа во изборното право значи, мислам, имаше во Ирска, кога може гласачот однадвор да внесе некој кандидат, а да тргне некој од листата. Ова е во суштина подвижна листа, кога вие можете првиот, вториот да го сигнете долу и другите да ги качите горе, оти вас политичкото мени ви е одредено со листата. Кога зборуваме за, да речеме, колоквијално отворена листа, прво треба да знаеме дека отворените листи бараат политичка култура, да знаете вие да градирате. Кому 1, 2, 3, 4, не знам како го замислуваат,
не сум чула, за да можам да дискутирам на памет. И дека тогаше Косов, например, знам колегите што би била, многу во отсуство на активен граѓанин кој знае дека опасноста од неважечки гласови се зголемува и од интервенции разноразни исто така. Тоа е прво. Второ, денешната слика на земји со ваков модел што покажува? Дека во најголем дел првото место или првото и второто место се загарантирани. Интересен феномен. Значи, тие се неподвижни, председателот е обично тоа на партијата, или две, тие се недопредни. Тогаш, уште поголема опасност има од патронажен модел од Италија, да се има. Мешовит модел има Франција, Италија. Ама, лидерите на партиите се кандидира и на пропорционалната листа, и на мнозинската листа, и неподвижни се, и тогаш се тие неприкосновени. Значи, и тоа треба да го имаме во предвид. Трето што е опасност. Квотите. Значи, ние бевме на дното. Право ли квоти? Изборен праг и квоти? Не, квотите. Сега ние имаме, значи, во изборниот законник, не за жени, туку дека, да, имавме прво од трите едно, сега имаме маж-жена би требало да биде, што е голем напредок, оти ние бевме на дното на застапеност на жени. Во Европа сега сме меѓу 10 едно многу пристојно место на 35% се жени во парламентот. И кажете ми сега, кога ќе биде вака ќе речат мажите, главно сега јас како жена ќе зберам. Па ние ве кандидиравме на втората позиција, на весина. Има еден многу интересен феномен во науката ни за изборното право, дека во патриархални општества, како нашето, и парокијални, дека не секогаш жени гласаат за жени, што е многу чудно. Јас сум ви тука олицетворение за председателките, за Хилари како плачеа. Да, треба да победи. Ама во Македонија? Интересен феномен. Значи, зборот ми е ке се поремети тоа. Второ, познато е дека во земји со корупција, криминал, кога имате можност не за сите 20, туку да ги редите сега, треба ако биде со преференцијално гласање или како, не знам, 1, 2, 3, дека секој во партијата сам си води кампања. И дека имате една партиска и имате една поединечна со подкуп и корупција, и тоа треба. Понатаму, ако е во барабанот за градација и председателот на партијата, а има некој во сенка, дека ќе се лобира, ако него го симнат, ќе се викаат конгрес, ќе го менуваат, значи, стравот му е дека може исто така да дојде до подкуп, да дојде до рушење на системот на управување во партијата и така натаму. Она што има и многу позитивни работи во земји со развиена демократија, да. Има примери, ја не знам, Грција што направи Жида Самаури, има затворени, па отворени, па дискусија имаше дека не функционира добро. Ја не сакам да го цитирам, ама Сартори тука е многу јасно. Кога вели дека ако сакате во неразвиени општества, недемократски нешто да направите, тогаш се подобри затворените листи, затоа што можете внатре да креирате политика и тоа за тоа да се борите, ама доаѓаме до клучното прашање. Демократизацијата во партиите. Во скандинавските држави жените се нашле денеска каде што се во политиката со инсистирање на внатрепартиска. Ако не бидат жени прво, второ, трето и тоа, ние нема да гласаме и тие немаат во законот одредби какви што имаме ние за квоти, ама имаат во партиските акти и ним не им е
потребно ова. Значи, треба да се излезе со аргументи за и против, да ги измериме, а не паушално да зборуваме, дури па и председателот. Ја не знам што властува да има председател во изборен систем. Не знам, освен законот вето нешто да стави или не знам како. Ама тој требаше да рече дека јас тврдев дека сум за меритократија, кога ќе ги чујам не партиските представници, туку во една дебата во парламент, нека е на експерти, на невладин сектор, на представници од надвор, да ги измериме тезата да се отвориме, сите да бидат равноправни, да не се губат гласовите, да се демократизираме, не е баш таква како што звучи. Треба, значи, добро да видиме ние кои елементи. Јас имам колеги од Словенија кои што била дека да се згорени бројот на изборните единици од, како се вика, од 6 на повеќе и така натаму. Сопа ќе запишам во нашата сфера за изборите и Гала Гаримичал се имења. Изборна политика члената. Тие велат дека во земји со неразвиена демократија е добро да се прават, ако ние ги сатанизираме, предизборни коалиции. Зошто ги прашуваме? Заради, вели, фактот, ама кај нас тоа не важи, заради ставањето знаење дека дека радикалните партии треба да се маргинализираат, а дека умерените партии треба да се наградат затоа што имаат тие коалиционен капацитет. Демек, никој не сака радикали со себе во една логична коалиција и дека ако однапред во земја со многу партии, а ние сме земја со доста партии заради пропорционалниот систем, не се создаде изресност во формирањето на владата однапред, дека тогаш кога ќе влезат во парламентот, а претходно се тепале, се расправале дека тешко ќе се направи коалиција. Што е во Македонија голем проблем, кога мешањето воде нас. Ако видите вие на листите кој е све врска се има една со друга во поглед на идеологијата. Значи, тоа е коалиција од нужда. Коалиција како политички пазар. Гледате што е во Франција, друго е. Никој не сака да коалицира, еве на председателски избори, со Марин Ле Пен, се обединуваат околу умерени личности. Или на парламентарни избори, бидејќи има Франција мнозински систем во 2 изборни круга, помеѓу двата круга се прават, како велат тие, природни коалиции. Широка коалиција на левицата, широка коалиција на десницата и по можност маргинализирање на најрадикалните. Кај нас тоа е, ајде седнете сега и креирајте програма. Оти во програмата на премиерот треба да бидат внесени и елементи на програмите на другите партии, ама како ако се тие некомпатибилни? Да гледам вас еве нешто друго се сети. Кога се формира влада, министрите треба да настапат пред соодветната комисија со програма. Кандидатите да каже што ќе направи министерката за финанси во тој период, со кои пари, со кои луѓе, за на крајот од мандатот да речеме ние ништо не направи или направи. Кај нас као на страна. Ке се појава ништо, никој, значи тоа е гласање. Ние за програма гласање. На буџет паѓаат влади и на програма, кај нас ни за едно, ни за друго. Не се консултираат пратениците, ама тоа го нема никаде. Сериозно било. Имаме решенија кои се непознати. Ако прашате мене кој е мој изборен модел, не знам дали сум го кажала на живост. Мислам дека во парламентот, за да потикнеме граѓанска свест, треба некако да влезат и поединци да може да влезат, кои се ничи, ама ќе направат
демократска бука, фурија таму, тоа никој не може да го овозможи, не сум за мнозински системот и тој е многу неправичен. Го привилегира или ја препотенцира победата на победникот, а ги казнува, иако ако ги соберете може тие да се побројни од победникот, но си викам за комбиниран систем од германски тип. Пола по мнозински, пола по пропорционален, тогаш цела Македонија да биде една изборна единица, да може да влезат и партии, ама и поединци. Да ви кажем, во првиот парламент имаше 12 поединци, најгласни беа. И да почнат, за да не просветителска мисија, да викаат, ама мише од овие партиски послушници и така натаму контра да работат, па да има така и помали, ама еве да го комбинираме. Зошто ова го викам? Изборниот систем е редовно уставна материја. Зошто? За да не се овозможува кај нас секогаш пред избори победникот си правомишно, така? За да не се менува изборна материја. И се види дека е тоа изборниот систем најмалку менуваниот систем и тешко, затоа што треба да има консензус. За тоа треба да има консензус. А не вака за ова консензус, сите гласаат за или против, еден нема против. Мене тоа многу ме плаше за тоа. Така им кажа? Тоа е страшно, луѓе. Тоа е комунизам. Како сите исто мислат, како еден не рече поинаку за најважните, ама најсериозно. Зборено е со заев. Значи, треба да се измери, зошто го викам ова. Ние имавме на првите избори мнозински, на вториот мнозински, на третите мешави, меѓутоа 75-35 беше односот. 80, пардон, и 35. 85-35. Значи, тоа е коригиран мнозински, тоа не е мешавит систем. Германците имаат 50% од Бундестагот по мнозински, 50% по пропорционален. Добро, тие за пропорционален имаат изборен праг од 5%, не го надминуваат другите партии, освен либерално-демократската или зелените. Може би е тоа премногу за нас. Може би не треба тука да има праг или не знам, обично има од 0,5, 6 па до 10 има. Турција. Ама Турција и Русија. Руската федерација. Сега јас си велам по ова што сум мерила, не мора да е ова точно. Не знам, ама важно треба да има за тоа договор и не треба така, не знам, популистички некои да зборуваат. Ова е најдобриот, па е конечно да ставиме крај, да сами да бираме, да бидеме искрени. Сами бираат англичани, британците и сами бираат американците, мнозински систем, во една изборна единица еден човек, па не знам која да е партија, вие го знаете. За него ги гласате. Ама тоа е за Македонија, како ќе терминат за лошо решение, што ги видовме резултатите, а односот е најнепосреден меѓу избраниот и избраниците. Ова сега е тоа. Уште еден аплауз мислам да Последно прашање. Ајде. Веројатно няма да одговорите со да или не, но ако остане Ајде. овој изборен модел, дали би биде носител на листа? Јас? Не. исклучи тоа. Затоа дека последно.